За неполни месеци и половина, на 2 наврати доаѓа високиот функционер на Стейт департментот Обрајан. Што порака би ни испратил овој пат? Доаѓа непосредно пред изборниот циклус. Колку повеќе доаѓаат, мене ми се чини толку полошо ни. Не заради нив, не заради тоа што притисокот не е легитимен и условите кои ни ги подставуваат за малце повеќе, не само Джим Обрајан. Тука Европската унија ни своите извештаи Freedom House и така натаму и сите оние кои не предупредуваат за тие аномалии за кои веќе говориме, мислам дека ние толку повеќе се осеќаме под притисок и толку полошо функционираме. Ние не направивме никаков механизам, ниту внатрешен механизам кој би пренесувал некако би рефлектирал одреден надворешен притисок, кој би довел до подобрување, особено на владење на правото и делот, нели, кои се однесува на правосудството и процесуирање на овие луѓе кои се ставени, например, на црни листи. Нема буквално никаква последица по луѓето кои се на црни листи на внатрешно политички план или на план на, не знам, да се отвори една темелна истрага за тоа зошто се ставени, кои се тие податоци. Вие тоа можете комотно да го третирате како допрен глас, за да отворите случај. Можете и така да го интерпретирате, дека имате елементи да се отвори една обширна истрага. Меѓутоа, кога имате политичка поддршка, тоа едноставно нема да се случи. И тоа е нешто што ги трансцендентира сите влади и сите номенклатури до сега кои биле на власт. Така да, не мислам дека ние апсолутно се чини дека тука не сакаме да се реформираме, гледаме да го одржуваме статус квото на тие линии на политички притисок преку судски совет до судиите и така натаму, што говори за правната и судската култура како една посебна, широка, многу комплицирана и болна тема за нас, и дека во суштина кај нас нема никаква волја тоа да се прави затоа што начинот на кој сега функционира не овозможува да завршиме одредени работи на одреден начин. Така, судството да биде сервилно на извршната власт пред се и такво да остане. Така да не сум сигурен дека овој притисок даде некаков резултат, ниту па сум сигурен дека ќе даде во иднина. Ке имате, не знам, декларативни акции на една или друга влада која ќе вели дека треба да се бориме со корупцијата, дека работите не чинат, ќе имате подобар или полош извештај на Freedom House или на Европска комисија и така натаму, и мислам дека тие декларативни, ние не сме мрднати од тие декларативни заложби. Имаше можеби 2017-18 некаков залет со неколку комисии кои беа направени, нели, да се адресираат овие проблеми, и потоа тие едноставно испарија, полека почнаа да успоруваат со својата работа, едноставно избледнаа во времето. Се откаже еден, се откаже друг, имаше несогласување внатре и ништо суштински не се промени. И така да тие слаби точки на државниот организам, наш остануваат, јавна администрација, начинот на кој таа се регрутира, не знам, судството, владењето на правото, неадресирањето на корупцијата. Така да, можеби по уште и потрагично изгледа да треба да ги адресирате овие прашања само кога некој ќе дојде на црната листа, кога Стейт департментот ќе го стави на црната листа. А и што ништо нема од вашиот суверенитет во една таква ситуација, ни се од суверенитет нема. Ајде, тоа за многу прашања кај нас се навикнавме да биде така дека не одлучуваме самите, меѓутоа покажувате една комплетна некомпетентност да се справите, а не треба да ги чекате црните листи за да адресирате ваков тип на проблеми, напротив.